Заднана е скулптурата на античкиот јунак Прометеј, кој од неговото поставување во мај месец предизвика голем број на контраверзии, односно реакции на десничарските кругови и на разните верски фанатици заради тоа што беше гол. Практично Прометеј во Скопје е можеби единствената скулптура во светски рамки која што е поставена гола, а накнадно била облечена. Го контактиравме авторот на оваа скулптура Томе Аџевски, кој не сакаше јавно да зборува пред камера, но во телефонскиот разговор истакна дека негова работа била да направи скулптурата и тој ја напред скулптурата е направена и излиена и никој не може да најде никаква замерка, а дека после тоа самата скулптура станала јавна собственост, односно собственост на општината, која што побарање на граѓаните побарало од него да биде Прометеј облечен. Решивме да ги прашаме граѓаните на Скопје што мислат за идејата дали Прометеј требаше да остане гол или требаше да му се облечат гаќи. Едно прашање ако може. Што мислите дали Прометеј требаше да остане гол или добро што му облекува гаќи? Што мислам за Прометеј, дали требал, видите, господине, значи у време која, не знам, 7.000 денари е сметка за парно и 3.000 денари е сметка за струја што е полот посечна. Добра, гаќите? А мислите ми гајле за гаќите на Прометеј? Ово е Прометеј, знаеш ли кој бил? Не знаеш кој бил? А порано беше гол, сега му го облекува. Како е боле? Да? Кажете ми што мислите дали Прометеј требаше да остане гол или добро што го облекува? За Прометеј требаше да си остане гол, нормално ли? Што има врска тоа гаќи да му облечат, ти когаш се прикажувал како се облечат. Овој, знаеш кој е? Не. А? Не. Знаете ли кој е овој позади? Да. Кој? Прометеј. Беше гол. Да. Сега после го облекува. Како е подобро? Па јас мислам дека требало да биде гол. Со сето обкружување наоколу не е ни важно на крај на криштата дали е со гаќи или е без гаќи. Знаете ли кој е овој? Врска си немам. Добро, тој е Прометеј. Ај, нема да. Антички јунак. Решивме на крајот да го прашаме и Прометеј. Дали е подобро се чувствува гол или без гаќи? Како и да е, прашањето за гаќите на Прометеј ќе остане отворено, бидејќи мислењата на граѓаните се поделени, а дали огнот всушност бил во гаќите на Прометеј, затоа го сокриле дека во паркот Жена Борец, само времето може да покаже.